Уставниот суд на седница на 10 мај ќе решава дали на градоначалниците ќе им се продолжи мандатот се до спроведување на локалните избори на кои ќе се бира новата локална власт. Подписите на градоначалниците засега се валидни до 15 мај. На 5 дена од истекувањето на мандатите на градоначалниците и на советниците, Уставниот суд ќе решава за укинување на 2 члена од Законот за локална самоуправа и Изборниот законник, со што ќе им се овозможи да останат на функциите до одржување на локалните избори. Мандатите на градоначалниците и на советниците во општините во земјава им стекува на 15 мај. Градоначалниците од источниот регион веќе подолго време алармираат дека доколку не се реши овој проблем, без нивните подписи, плата нема да земаат наставниците вработените во градинките и општинската администрација. Знаеме дека преку локалната самоуправа, односно преку општините се врши исплата на институциите кои што се предмет на децентрализацијата. Тоа се основните училишта, тоа се детските градинки во Министерството за труд и социјална политика, тоа се институциите во делот на културата, така да едноставно ќе се деси да тие не можат да ги подигнат своите плати. Доколку не им се продолжат мандатите на градоначалниците до спроведување на локалните избори, општините ќе се соочат и со проблемот да не можат да ги плаќаат и тековните сметки, со што во прашање може да се доведе и дали во градовите и селата ќе имаме улично осветлување. Општините ќе бидат блокирани и во делот на носење на одлуки и решенија од областа на урбанизмот, комуналиите и данокот на промет. Уставниот суд на истата седница треба да решава и дали ќе можат да се исплатат за доцнетите субвенции на земјоделците и сточарите. Ете со оваа најава за овој неделен надпревар во кој ќе се надпреваруваат пехчевци и беровци, па ќе видиме кој ќе победи. Во секој случај, победници ќе бидат малеши. Граѓанската иницијатива 5 до 12 добива меѓународен карактер. Поддршка стигнува од сите соседни држави. Во меѓувреме, над 40.000 граѓани ја подпишале иницијативата со која се бараат подобри услови за живот на лицата со посебни потреби. Граѓанската иницијатива 5 до 12 добива меѓународен карактер. Наредниот викенд, пред собранието, повторно ќе бидат поставени шатори. Новој пат пристигнува поддршка и од соседните земји. Се планира да бидат поставени повеќе од 70 шатори, во кои родителите заедно со своите деца уште еднаш ќе побараат подобри услови за живот за лицата со посебни потреби. Ни се најавија од Грција, од Бугарија, Србија, Косово и Хрватска по еден шатор символично да постават родители од тие земји за да не подржат. Нашата иницијатива им се има допаднато, планираат и во своите земји да ја прошират, така што значи на светско ниво е овој проблем, не е само во Македонија. Еве ќе бидеме пример за како може и добри работи од овде да изразат. Во наредниот период граѓанската иницијатива ќе се трансформира во сојуз, ќе се бара системско решение без категоризација. Сега сме граѓанска иницијатива 5 до 12, ќе прераснеме во сојуз на сите здруженија во Македонија на лица со посебни потреби 5 до 12. На тој начин и правна јачина ќе имаме. До сега над 40.000 граѓани во државата ја поддржале граѓанската иницијатива 5 до 12. Оваа бројка не е конечна, информираат од иницијативата. Голем е бројот на граѓани кои се убедени дека лицата со посебни потреби немаат соодветни услови за живот, ниту пак соодветна поддршка од институциите. Денес во Штип хирурзи од целата држава дебатираа на тема развој на торакалната хирургија. Истовремено претседателот на Сдруженијето на хирурзи на Македонија направи пресек на досегашните постигнати резултати. Македонската хирургија последна деценија оди со крупни чекори напред, така да можеме слободно да кажеме дека сме раме уз раме со сите балкански држави. Кој што се однесува до хируршките методи, тие се адекватно употребуваат, аплицираат, се располага со адекватната опрема, стручен кадар. Има доста млад стручен кадар кој во моментов се едуцира, така да мислам дека сме на правиот пат да македонската хирургија ја дигнеме на едно повисоко ниво.
По повод Меѓународниот ден на акушерките 5 мај, Фондот за население на Обединетите нации ја истакнува поддршката за постигнување квалитетна акушерска нега како начин за намалување на смртноста кај мајките и новороденчињата и градење здрави семејства, заедници и нации. Секој ден акушерките спасуваат животи со тоа што го прават породувањето безбедно. Нивната неопходна грижа обезбедува жените да не умираат при породувањето. Кога жените се здрави, и семејствата се здрави. А кога семејствата се здрави, добра состојбата на заедниците и нациите исто така се подобрува. Се вели во пораката на Тораја Ахмед Обеид, извршен директор на Фондот за население на Обединетите нации. Овој фонд повикува на поголемо инвестирање за обука и задржување на акушерките на местата каде што се најпотребни, посочувајќи дека во светот има итна потреба од вработување на 334.000 акушерки. Оризарска река повторно загадена. Загадувањето продолжува во континуитет. Засега нема резултати кои испушта штетни материи во реката, ниту дали некој земал мостри за анализи. Надлежните се на потек. Оризарска река повторно ја смени бојата. Од рано утринава во речното корито тече бела боја. Заматувањето било очигледно, што фрла сомнешка и надлежните од водостопанската подружница, дека во неа повторно некој испуштил штетни материи. Сабајле приметивме дека има истата бела вода што имаше претходно и по трагот на истата кренавме по реката и еве дојдовме до поранешниот колектор кој излегува од целулозата, фабриката за хартија. Ова е втор пат во текот на неделата реката да ја промени бојата. Од водостопанство вела дека водостојот малку е зголемен поради пуштање на вода во реката од браната Калиманци за наводнување на оризовите полиња, но таа вода не доаѓа од акумулацијата. Засега причината за загадувањето на Оризарска река е непозната. Нема повратни информации дали инспекцијските служби имаат излезено на терен и дали се земени мостри за анализа. Јас немам повратна информација дали е нешто постигнато, дали е некој опоменат и дали е дојдено воопшто до резултат за какво загадување станува збор или за содржината на течноста што е испуштена во. Па не само во река Оризарска, значи станува збор и за имавме во река Осојница и за во река Кочанска. Жителите на Грдовци по загадувањето на реката што предизвика и помор на рибите ги повикаа надлежните да излезат на терен, стравувајќи за последиците со оглед на тоа што оваа вода се користи и за наводнување на оризовите површини. Ја мислам дека помор има на риби цела река, Оризарска река. Треба да се преземат некои мерки да се биде виновник. Не може ова така да биде више. Подолго време непознат извор ги загадува реките во Кочанско. Претходно загадувања беа пријавени на Осојница и на Кочанска река. Бизнес секторот на малите и средните предпријатија од Штип денеска беа дел од 11-тата инфосесија која е во рамките на проектот на УСАИД, партнерство за подобра бизнис регулатива, а се реализира од страна на Стопанската комора на Македонија, Стопанската комора на Северозападна Македонија и Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии. Бизнес секторот на денешнава средба имаше можност да даде своји предлози во делот на законските регулативи за даноците, царината, животната средина и за работните односи. Ирена Мојсовска од Стопанската комора на Македонија вели дека од овие инфосесии заклучоците ќе бидат дадени на крајот од проектот, а досега компаниите укажале дека имаат одредени потешкоти во делот на царината и отпадот. Дека гледаме дека има потешкоти во применувањето, меѓутоа сите оние работи кои што ги имаат, да кажеме, потешкоти при некои, да речеме, царински постапки или во делот на даноците или во делот на отпадот и така натака, се некои теми кои што главно компаниите ги кажуваат, така да ќе видиме понатака, значи сето ова се прави со цел да ги дефинираме проблемите, а потоа да дадеме и конкретни предлози. Владко Панов, советник за екологија во општина Штип, вели дека компаниите кои имаат А и Б интегрирани дозволи постојано се консултираат со нив и со консултантските куќи. Забележува дека текстилниот сектор досега го има потенцирано проблемот со складирање и депонирање на отпадот по процесот на производство. Ние го имаме тој проблем евидентирано кога нас на единица на локална самоуправа,
Во секој случај тоа е прашање што треба нели на повисоко ниво да се решава. Ние како единица на локална самоуправа не сме во можност да го решаваме тој проблем. Според мои информации тој се решава на еден начин каде што нели тој отпад кој што е од процесот на производство, во овој случај нели текстилниот отпад, тој за жал завршува кај нас на депонијата. Се надеваме дека со формирањето на регионалната депонија и со нели напредните практики и со директивите на Европската унија и тој случај, односно и тој проблем нели ќе се фати. Проектот Партнерство за подобра бизнис регулатива во Македонија ќе се одвива до 7 јуни и ги опфаќа сите региони во земјава. Со уметнички перформанс, Основното училиште Гоце Делчев го одбележа својот патронен празник. Истовремено, годинава се одбележуваат 51 година од постоењето на овој училиште. Со уметнички перформанс Бајка в шума, учениците од Основното училиште Гоце Делчев вчера вечер го одбележаа патронот на училиштето. Воедно овој перформанс е и завршна активност на кампањата Запали дрво и изгаси живот. Досегашните постигнати резултати уште еднаш докажаа дека ова мултиетничко училиште ја следи Гоцевата идеологија. И оваа учебна година постигнатите резултати како на полето на наставата, така и на воннаставните активности, понатаму реализација на проекти, одлична соработка со општината, со локалната заедница, понатаму воннаставни активности, како што кажав, сите тие постигнати резултати говорат дека нашето училиште оди во насока на развој, растеж, дека го следи делото, односно мислата на Гоце Делчев, како мултиетничко училиште, можам да кажам дека успеваме да ги воспитуваме учениците да го разберат светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Ташкова посочи дека во тек е уписот на превачење за учебната 2017-2018 година. При уписите, родителите треба да ги достават потребните документи, а истовремено да ја почитуваат и реонизацијата. Апел до сите родители да се почитува реонизацијата, секој кој родител, односно неговото дете во оној реон каде што припаѓа, да го запише своето дете и верувам дека ќе бидат задоволни од услугите, од воспитно-образовните содржини што се реализираат во нас. Годинава Основното училиште Гоце Делчев слави 51 година од своето постоење. До сега 30 граѓани покажале интерес за изучување на францускиот јазик, проект кој го организира Штипската библиотека. Курсот започнува на 10 мај и ќе трае до 10 јуни. Курсот ќе започне од 10 мај и ќе трае до 10 јуни. На крајот сите ќе добијат потврда за изучување на основно ниво на француски јазик. Предавањето ќе го вршат двајца професори по француски јазик и во текот на крајот на летото, значи од сите овие учесници ќе се и од изложбата што ќе биде одржана на 9 мај ќе се одржи еден книжевно-музички перформанс на француски јазик. Продолжува асфалтирањето на улиците во штипските населби. Денес асфалт добија неколку улички во Пелтеково имање и Дузлакот. За викендот општина Штип ќе асфалтира улицата Личка. Локалната самоуправа продолжува да излегува во пресрет на граѓаните. За таа цел општина Штип асфалтира неколку помали улици во населбите Дузлак и Пелтеково имање. Инвестиција вредна 5,5 милиони денари. По барање на жителите, општина Штип започна со асфалтирање во улици во Пелтеково имање, населба Пелтеково имање. Овде ќе се асфалтираат вкупно 7500 метри квадратни асфалтни улици. Вкупната вредност е околу 5,5 милиони денари, обезбедени од буџетот на општина Штип. Значи ова е трет пат како општина Штип асфалтира улици во населбите Пелтеково имање, Дузлачки рид и Света Недела. Сето ова е по барање на жителите, значи во првиот наврат беа главните улици, потоа некои поспоредни и сега веќе и последните улички до секоја куќа, бидејќи овде куќите веќе, што знаете, со закон за легализација се легализирани и овие жители заслужуваат да имаат асфалтни улици. За време на викендот, општина Штип ќе продолжи со асфалтирање на улици. Планот е да се асфалтираат Лисец и Личка. Од 70 до 100% штети кај лозовите и овошните насади од последниот студен пролетен бран во Штипско. Штети од мразот во подрачната единица за 10 дена пријавиле 300 земјоделци. Рокот е до 10 мај. Околу 300 земјоделци во Штипско досега пријавиле штети од ниските температури кај лозијата и овошките во подрачната единица на Министерството за земјоделство. Од таму вела дека проценката на штети е завршена во Лакавичкиот регион.
Сега комисијата врши проценка на штетите во Карбинско. Од увидот на терен, констатирани се штети од пролетниот мраз кај лозовите и овошните насади, се движат од 70 до 100%. Во подавачната единица на Министерството за земјоделие Штип до сега има пријавено 300 земјоделци кои имаат штети од мразовите на 27 април. До сега го имаме минато лакавичкиот дел и таму штетите се огромни од 70 до 100%. Во моментот комисијата врши проценка на терен каде? Во моментот е во Карбинскиот дел и таму се штетите големи, исто од 70 до 80%. Околу колку земјоделци очекувате да пријават штети? Пријавувањето е до 10.5 и очекуваме че најмалку 200 земјоделци да дојдат да пријават штети од раните мразови. До комисијата за проценки на штети во општина Штип до 2 мај, до кога беше рокот за пријавување, поднесени се 445 пријави за обештетување. Само еден пчелар пријавил штети. Околу 1100 хектари со овошни и лозови насади на поголеми земјоделски субјекти се погодени од пролетниот мраз. Експертите проценуваат дека штетите во Штипско и Карбинско, кај лозовите и овошните насади, ќе достигнат и до 5 милиони евра. Со следниот материјал вообичаено ве водиме на градскиот пазар во Штип. Таму пазарџиите денес задоволни од прометот и велат дека штипјани се добри потрошувачи, а тие си купуваа актуелни производи за овој период од годината. Овој петок на градскиот пазар во Штип беше раздвижено во континуитет. Граѓаните пазаруваа за цела седмица, пазарџиите задоволни од прометот, но цените останаа слични како и претходниот пазарен петок. Благ пипер 100 динара, краставичка 25, розов патлиџан 100 динара, ситен патлиџан црвен 60, едр црвен патлиџан 80, лут пипер 100 динара, зелката 20 динара парче, тиквата 10 динари парче. Штипјани зрнестите производи секогаш ги бараат, но и јужното овошје се троши во овој период. Гравчето 120, оризо 60, кикиритка 160, 200, 160, либлибијата 300, семка 250, орасите јатката 500, сунчоглед 130, краставичка 25, лимона 80, бананата 70, патлиџано 100 денари. Сепак, денес на градскиот пазар во Штип, граѓаните најмногу ги купуваа актуелните производи за овој период од годината. Фудбалските третолигаши од групата Исток на програмата ќе ги имаат надпреварите од редовното 27 коло. Со цел на гледачите на источниот регион да им ја доловиме атмосферата од вечното дерби Малеш Кидго Пехчево, што ќе се одигра во Берово, Ирис телевизија ќе врши директен пренос од стадионот Димитар Беровски в недела со почеток во 16 часот. Голем интерес и многу емоции побудува вечето дерби на старите комшиски ривали од Берово и од Пехчево. Повозрастните љубители знаат и евоцираат сеќавање за некогашните дерби надпревари, проткајани со интересни моменти кога во игра били и авиони. Незаборавно е и се уште се раскажува за атрактивното исфрлање на фудбалската топка за игра од авионот за прскање кој надлетувал на теренот во Берово во 70-тите години. Како и да е, средбата помеѓу екипите на Малеш и на Кидго Пехчево побудува голем интерес и се очекува рекордна посетеност на љубители на фудбалот од целиот источен регион. Со цел да им ја доловиме атмосферата од стадионот Димитар Беровски на нашите ценети гледачи, спортската редакција на Ирис телевизија ќе биде на лице место на настанот и ќе врши директен пренос кој ќе започне во 16 часот, додека самиот надпревар е со почеток во 16 часот и 30 минути. Еве ги комплетните парови за ова 27 коло. Беласицов Чеполе, Плачковица Работник Џумајлија, Каменица Саса Тиверија, Слог 1934 Осогово, Напредок Здраве Радово Василево и Малеш Кидго Пехчево. Слободни во ова кола ќе бидат екипите на Брегалница Голак и на Рудар 1947. Надпреварите ќе се одиграат во недела 7 мај со нов термин на почеток во 16 часот и 30 минути. Ете со оваа најава за овој неделен надпревар во кој ќе се надпреваруваат Пехчевци и Беровци, па ќе видиме кој ќе погоди. Во секој случај,
Победници ќе бидат малешевци. Ова е се во петочното издание на информативната програма на Ирис телевизија. Останете во продолжение со нас. Бидете и утре со вестите на Ирис телевизија и имајте убав викенд.